Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите и како што најавивме на почетокот од ова издание на вестите од регионот, гостин во студиото со мене е Ристо Велков, гласноговорник на земјоделците, многу пати зборува за проблемите на земјоделците со кои се соочуваат, но Велков најпрво дојде во вестите. Благодарам на поканата и една испрка, можеби гласноговорник, но човек заинтересиран пред се за заштита на интересите на нашиот земјоделски производител. Така, во позитивна конотација го кажав гласноговорник, бидејќи претпоставувам дека многумина од земјоделците и немаат храброст да излезат пред камера да ги кажат своите проблеми со кои се соочуваат на терен, но меѓутоа секогаш наоѓаш простор за било која земјоделска култура, раноградинарска култура да излезеш и да го појасниш проблемот. До пред до минатата недела речи си и да немаше ден да не зборувавме и да не објавувавме прилог на нашата телевизија за краставицата и за доматот. Докаде се нештата? Се откупували краставицата, иако претпоставувам дека веќе на крај на берба, но меѓутоа она кое што се бере, каква е состојбата со цената? Прво, за првиот дел од вашето прашање, околу излезот и настапот околу дебатирањето од сферата на земјоделието. Мислам дека секој оној што го познава секторот од кој доаѓа и ги знае сите проблематики со кои се соочува нашиот земјоделски производител, мислам дека храброста не доаѓа во предвид, туку доаѓа познавањето на секторот од сферата на производство па се до сферата на пласманот на земјоделските производи. Имено, како што рековте, мораме да го подоцираме и податокот дека и оваа година пред се кај раноградинарот, бидејќи станува збор за раноградинарски регион, мислам дека нема место за некое задоволство околу висината на цените со пласманот на градинарските култури. Имено, сведоци сме од ерата дека стартувавме со, мораме да кажеме, со некоја висока цена на зелката, производ кој што додека немаше квалитет, мораме да го признаеме, тоа имаше некоја висока цена, меѓутоа тога се нудеа доста мали количини и баш кога дојде квалитетот до израз на тој производ, цената беше багателна 8 до 10 денари, цена која што едвам да ги достигне цените на производствените трошици на нашиот земјоделски производител. Потоа лека по лека дојдоа сите оние земјоделски производи кои што како беа насадани, така доаѓа и на нашите пазари. Како што спомнавте, карактеристично за оваа година имаме доста ниски откупни цени на краставицата, бидејќи во најблисок временски период цените паднаа испод 20 денари, а уште што беше по-карактерично со цената во најголемите количини, со најголемите количини кои нашиот земјоделски производител ги нудеше краставиците, се нудеа негде 3 до 5 денари. И сега пак ќе се надокнадам на првиот дел на прашањето, јас не знам зошто нашите представници на земјоделските производители не дојдоа до израз со искажување на сликата на сето она што стануваше збор со проблематиката на нашиот земјоделски производител. И кое што реално се уште имаме, нели? Да, се уште има, се уште е ниска откупна цена на краставицата. Мислам дека веќе станува збор и за доста мали количини, бидејќи не се исплаќени самиот земјоделски производител да ја одгледува, поготово кога станува збор за типично лоши услови за одгледување не само на краставица, туку и за останатите градинарски култури. Потоа дојде да кажеме доматот и тој оваа година мораме да кажеме имаше некоја ниска цена цена чим се спомнува поготово за производ како што е доматот кој што има цена на производство од 20 до 22 денари во зависност од количината која што може да се добие по единица површина, мислам дека беше ниска. Сега последната недела веќе има една добра цена и мислам дека е евидентно задоволството кај нашиот земјоделски производител, цена од 30 денари. 30 денари што неминовно е нашиот земјоделски производител да го нуди овој тип на производ, бидејќи рековме дека има доста висока цена на производство. Така. Зборувавме за краставицата и за доматот, но веќе на нашето поднебје излегува и лубеницата. Почна откупот, еве од утрово се јавуваат незадоволни земјоделци од подгорските села кои што велат дека откуп денеска нема. Станува збор за производ, ако го земаме уназад неколку години, кој што се нудеше со огромни количини и мораме да кажеме дека имаше некоја повисока цена за разлика од последните години по кои се продава или се нуди на пазарот. Меѓутоа станува збор, мислам дека овие денови овој тип на производ се нуди негде од 3 до 5 денари, ако се не лажам, иако е точна статистиката, мислам дека тоа е жално, бидејќи 5 денари се нудеше уште пред 20 години Бостонот, така да мислам, земајќи ги во обзир сите
услови под кои се производува с големени цени на репроматеријалите, мислам дека станува збор за доста ниска откупна цена и мислам дека лека по лека треба да се презимаат некои соодветни мерки во нашиот аграр. Меѓутоа мораме да го потенцираме податокот. Јас икс пати сум зборувал на оваа тема. Не станува збор за проблематика со која се соочуваат земјоделските производители последната година, 2, 3 или 5. Мислам дека ако се земе еден репер, станува збор за уназадување на сектор веќе 20-25 години. Од година во година сведоци сме отерано дека сектор во кој е се помал бројот на оние кои што бараат екзистенција и обстануваат од него, бидејќи спрема самиот податок од теренот вели дека просечната старост на сите оние кои што се занимаваат со земјоделие надминува над 50 години, што значи младата популација нагло напушти овој сектор и екзистенцијата и спасот го бараат или во други гранки или надвор од државата, а сведоци сме дека голема е бројката на сите оние кои ја напуштиат државата, а тука станува пред збор за граѓани од руралните подрачја кои што се занимаваат пред се со земјоделие. Така, и само за крај да ве прашам, имаме нов министер за земјоделство. Како вие гледате на нештата? Ќе имаме ли позитивни реформи во делот на земјоделието? Па да се надевам, бидејќи ја имам согледано и прочитано програмата на новата влада, мислам има доста добри мерки и ако бидат сите тие мерки спроведени онака како што се дадени и навремено, мислам дека успехот е неминовен, меѓутоа за да се спроведат тие мерки, неминовно ќе биде ресорот да биде да кажам, снабден со такви ресурси кои разбираат проблематиката со земјоделието, почнувајќи пак морам да го потенцирам од самото производство, па едукативните средби со нашиот земјоделски производител се неминовни, бидејќи мораме да кажеме дека со текот на времето дојде и промена на самиот начин на производство, превземање или влегување во нови мерки и нови начин на производство, така да мислам тука е една негатива на нашиот земјоделски производител што се уште сака да произведува на начин кој што произведувал пред 20-30 години. Мислам дека лека полека мора да го заборава овој начин на производство и мора неминовно да се адаптира на сето она што го бара и пазарот, и законската регулатива, и начинот на производството пак ќе потенцира. И многу кратко прашање би сакала да го поставам, но бидејќи сме кратки со време, ако може малку пократко, продолжен рокот за ИПАР 2 програмата. Каква е ситуацијата овдека во Струмица? Имаме ли доволно апликанти и најавените олеснување по однос на аплицирањето? Дали има некакво олеснување при поднесувањето на барањата и каков е бројот? Прво мора да се поздрави мерката за пролонгирање на временскиот период што ја донесе ова влада пред се Министерството за земјоделие. Мислам, согледувајќи проблематиката со кои се соочуваат нашиот земјоделски производител од незапознавањето на временскиот термин, па се со начинот како што прашавте на апликација, мислам дека е доста упростена самата процедура за аплицирање и се надеваме дека станува збор за доста ефективна мерка, дека конечно лека по лека нашиот земјоделски производител мора да ги прифаќа сите оние новитети што ги нуди новиот начин на производство и мислам дека секој прав земјоделец би требало барем да покуша да аплицира и колку толку да се здобие со овие средства. Јас ти благодарам што одвои време и беше дел од вестите на ВИС, а почитувани гледачи ние продолжуваме со останатите содржини.